Македонскиот народен парламент и македонската обединета диаспора денеска разговараја за се македонско обединување, за поддршка на македонскиот јазик, македонскиот идентитет, македонската држава и да не дозволиме да се рушат спомениците изградени во изминатиот период. Од синоќешната иницијатива што излезе од Прилеп за формирање на народен парламент, веќе се разговара и во другите градови и е добро прифатена. До денес позади таа иницијатива има застанато 1,5 милион македонци, сите оние што беа излезени на протестите изминатиот период. Двојазичноста нема никој право да се зборува и да се преговара. Во Македонија се знае еден и единствен јазик македонски. Исто така и за името. Тој што не е задоволен, тој што сака да има албански, слободна му Албанија, да си оди таму. Во Македонија е еден и единствен јазик македонски. Имаме нелегален власт. Отпочнувајќи од изборите, нелегални избори, нелегален премиер, нелегален председател на собрание кој ги избра на ливада. Како тие што ги избраа во парламентот председникот на собранието, ние ќе избериме председник на собранието овде и ќе појдеме во парламентот, ќе имаме два парламенти таму. Како тој што ги избра ќе седи и нашиот ќе ги избериме председател на парламентот, ќе седи и нашиот човек ќе ги избериме таму до него. Па ќе имаме двајца председници во парламентот. Затоа што ништо не е легално. Сето се работи надолу. И не закопаа скроз сите македонци, да нас се закопаа в земја. Ништо порака не пречам за македонскиот народ нема да дозволи ова што се работи во нелегално влада, нелегален парламент. Не функционира ништо во држава, гледам моментално. Сака да не урива споменици, сака да не поурбанизира, кој што гледаме албанскиот народ, повеќе право има како што нашите македонци. Правата повеќе ги уживаат тие во Македонија него нашите. Молба до граѓанството да престане да ги слуша албанското граѓанство и ова е од партиите кои што ја пала зградата кај што живееме сите ние. Ако во една зграда има 5 влеза, во едниот живее македонци, во другиот па живее македонци кои што поддржува СДС, по другата живее, да речем, албанци, па роми, па турци, па бошњаци, и ако нивните раководства од СДС и од албанскиот дел ја потпалуваат зградата, дали мислат дека тие другите нема да изгорат? Треба на сите да ни е јасно дека добија, како што никој не добил во свето, права и да не ја потпалуваат зградата, затоа што сите ќе изгориме. Јас мислам, ги молам да се заложа кај своите политички лидери, да не ја пала зградата, зашто тој што ги советува да ја пала, не му мисли добро на својот народ. И затоа кажувам да се сочува Македонија и да не пребарува преку леп погача. Оти на два пати имавме сукоп кој што го исконтролира некој. Знаете она приказка на волк и на крајот волко може да низе сите? Значи ве молам, уште еднаш, добивте, преку добивте. Дајте, смирете ја топката, затоа што мислам за сите ќе биде погубно. Ве молам да остане името како што си е, да остане јазикот како што си е, ги има тие права секаде, кај Кајњас, а никаде во свето, и ако ми е нешто подобро од Кајњас, нека вида како живее албанците во Косово, нека вида како живее во Албанија, ако толку му е добро таму, зар некој му брани да оди таму, ама мислам таму не живее подобро. И немој да ни потпалува жарчина да ни фрла од комшите, за да ја запалиме нашата зграда.